време за така спокојно. За уживање, да се по дома да уживаат. Да, и да уживате во звукот на македонската гајда и културното македонско наследство. Инаку еве неколку информации кои што со Цеце ги најдовме, вели македонската гајда има корени кои што се поврзуваат со античките и средновековни инструменти во Балканскиот регион, иако најпозната е денес нејзиниот предок се користел уште пред илјадници години како инструмент за обредни и воени церемонии. Инаку додека јас говорам, вие го гледате последниот настап, ако не грешам, Сашко ќе ни каже во Словенија. Нова Горица. Нова Горица. Инаку, за разлика од повеќето дувачки инструменти, гајдата има специјален мех, односно стомак, кој се пумпа со дување. Нели со дување и под лактица тако, нели како можеби како поддршка. Меѓутоа ова бара голема координација и контрола на дишењето, тоа ќе го каже и Сашко, што ја прави и техничко сложен инструмент. Меѓутоа, иако македонската гајда е најпозната, постојат локални варијации и на звукот и градбата. Например, струмичка, пелагониска, Сашко, и повисоката така наречена каја гајда има малку поостар звук. Тоа некаде го прочитав. Добро. И не се користи само како соло инструмент, се уште е клучна за македонските ора, за традиционалните игри. Многу оркестри се уште можеби народната музика ја вклучуваат како водечки инструмент кој што нели го диригира целиот оркестар, кој што го одредува и ритмот. И најважно, македонската гајда е препознаена како нематеријално културно наследство од страна на УНЕСКО, што ја става на глобалната мапа на традиционални музички инструменти кои што се чуваат и почитуваат. И една символика би кажал дека во многу македонски села гајдата символизира радост, заедништво, идентификација со етничката и културна традиција и вистина често пати велиме, освен тоа што не поврзува со свадби, прослави и празници, ние секој пат велиме дека не поврзуваат и со македонските народни приказни. Тука беше тоа некако особено екранизирано добро и нотирана беше македонската гајда во македонските народни приказни. Сашко, добро утро во Телма телевизија за прв пат. Добро утро, Марко, ви благодарам за прекрасната најава. Ова е тен стручно го сте се спремиле, сте се спремиле. Ние пред известен период кога беше официјално прогласена за културно наследство нематеријално на УНЕСКО, зборувавме и навистина не радуваат некои вакви поводи кога имаме можност да дадеме особено аспект или фокус на македонската традиција, на фолклор, на нешто што е од нашите предци, нешто што е од нашите корени, а овие можеби нови генерации малку не се толку многу запознаени. Па еве да им презентираме на сите, на возрастните да ги потсетиме на едни убави времења, а на младите да им кажеме што е она што треба. Нема подобар начин. Да. Повелете. Стомаче да се пумпа. Така, се регулира со рака. Регулира со подлактицата.
Прекрасно. Цеце вели, сега очекувам од некој ќоше, почитуваната Шенка Колозова да излезе и да направи некој вовед, може би приказни. Така, македонските народни приказни. Сериозно, препознатливи се звуците и мислам дека е инструмент кој што секогаш некоја посебна еуфорија создава. Емоција буди, посебно, да. Гледајќи твојата експресија додека го концертираш и го управуваш инструментот, се гледа дека си во цела катарза. Добро, мора, знаеш како, мора да се внесеме во инструментот и во музицирањето, затоа што на некој начин свириме некоја слободна езгија на почетокот. Да, езгија која што мора да те воведи, да те внесе во некој свој посебен свет. Така е, да. Сакал да прашам, дали постои како во џезот, нели кога се импровизира на сцена, можеби со нели тие фантастични жичени инструменти и така натаму, дали во моментот можеш да направиш некоја баш импровизација од своји ноти и тоа да звучи како што треба, или мора да има гајдата добро поставена мелодиска линија? Па не, сите практично музичари или да кажам гајдаджи си имаат некоја своја мелодија во која што се движат, меѓутоа пак е тоа во основата на тонскиот амбитус и можностите на овој инструмент. И ние нормално не можеме да излеземе од тој тонски амбитус кој што го дозволува гајдата. Меѓутоа по самото свирење и по самите трилери, ајде да кажам, ќе се примети некој од колегите може да примети дека да, ова го свири Сашко, ова го свири Марко или како е да. Препознатливо, секој си има свој стил нормално, како за секој инструмент, како нормално или за хармоника или за клавиатура, така. Поводот не е она што се случи во Лондон, но ќе зборувам и за многу други работи, но би сакала на почетокот да дадеме некаков вовед за вашата љубов кон гајдата. Видите, сега пред малку споменавте гајдаджи и претпоставувам дека не сте нешто премногу во нашата земја, или ако е поинаку поправете ме, но мислам дека интересот можеби од новите генерации за гајдата како дувачки инструмент можеби не е толку голем колку што вие би очекувале да биде. Како во вашето време, кога беше, да речам, многу попопуларен овој инструмент во тие генерации, како вие се одлучувате за гајдата од сите други инструменти, да и се посветите, нели, баш животот да го посветите на овој инструмент? Сега морам да кажам вака, може контра од тоа, баш кога бев јас како дете немаше толку можност да се изучува и да се мислам дека да, во руралните населени места кај што од каде што потекнува овој инструмент имало гајдаџи точно. Меѓутоа имаше еден период со таа миграција село-град која што настанала кај што нагло така почнало да се згаснува, да се губи затоа што во нижите музички училишта немаше одсек гајда или во средното музичко училиште немаше одсек гајда да се изучува. За разлика од пред сега не знам точно 90 и некоја година кога се воведе во средното музичко училиште оддел народни инструменти благодарение на професорот Драган Даутовски кој што еден од ретките бастиони. Да, го вовед, можам да кажам дека има огромна заслуга за тоа. Почна темелно и професионално да се изучуваат не само гајдата, кавалот, тамбурата и сите традиционални народни инструменти. Можам да кажам дека една ренесанса се доживее, една ренесанса, но обновување каде што сега има доста млади деца кои што се занимаваат. Да, има интерес. Добро што го споменате неговото име. Никога пат нема да заборавам на редовните, да речам, часови по музичко образование, барем во средношколските денови, почитуваниот Драган Даутовски ги посетуваше и училиштата, се со цел да ја промовира, можеби. Со промовирање на традиционалните музички инструменти. И со посета, лично присуство, само да ја запознае, можеби, малата популација и генерација. Тоа и уште се, јас, например, сега одам, ќе ми се јават некоја наставничка од основно музичко училиште, кај што изучуваат во програмата по музичко имаат изучување на инструменти. Јас верувам дека како реагираат децата еве на значи има интерес. Затоа што им го немат видено овој инструмент во живо, значи ќе дојдат меѓутоа супер. И веројатно кога ќе ми раскажете приказната како се создава и како се прави, тоа е уште пофасцинантно. Да, па ние сега баш кога бевме во Словенија одржавме еден семинар каде што
има и презентација од слики од мајстори кај што ги произведуваат тие традиционални инструменти, како кавал, чупелката, дудучето, и е доста интересен процес цел на создавање. А кога се роди вашата љубов кон овој инструмент? Датира од која година? Да, од цел живот, како сум јас. Имавте некој во фамилијата претходно кој што Татко ми свири на дудуче, да, свири на народен инструмент, тоа е сорче го викаат во нашиот крај, дудуче, и уште од самото тргнување во нижо музичко училиште, мојот живот почна со музика. Сега, така, средно завршив овде музичка теорија и педагогија, за да после на факултет се запишам на етномузикологија, за изучување на поточно етноорганологија, за изучување на овие народни инструменти. Практично, твојот живот е целосно посветен. Меѓутоа, пак, како што рековте кога засвирев Сабајлево, кој ги гледав народните македонски приказни, ми будеше посебен, посебен интерес. Јас секој пат велам, музицирај, концертирај, научи инструмент, секој пат ќе имаш природен ботокс на лицето. Да. Значи, секој пат мислам дека поврзувањето со инструментот е една неверојатна катарза. Сериозно, секоја чест. Може ли, колеги од режија, да го видиме она што последно се случи, тоа е Лондон, односно Словенија е едно од последните, меѓутоа Лондон. Ова видеото ни од Словенија, но имаме фотографии од Ако Лондон. може со слика и со тон, ако не ви е проблем, всушност само да се поврземе со темата. На 24 септември имаш прилика годинава во турската резиденција, така да? Така, тоа беше на 24 беше во турската резиденција. Во Лондон настапуваш со мајор Џим Меклукас од Шкотска и почитуваниот ајдецице Мустафа Ѓока и Ферах од Турција. Од Мислам дека ги погодивме. И таму гласот на македонската гајда, звукот се слуша за прв пат токму на ова, ајде ќе кажам, интернационална атмосфера. И настапот покажа дека македонската традиција не познава граници, а инструментот гајда има место меѓу светските музички величини, би рекол. Така што ова се фотографии, веројатно сега убави спомени ти будат пред известен период. Па си ги гледав и вчера кога ги гледав сликите, ми будат убави спомени. Прекрасно поминавме, бев со сите почести пречекани, благодарение до... Ова е станува збор за Џим Меклукас. Така е, да. И тој, ако не грешам, еден од оние штитеници, така на гајдата. Во Лондон има еден голем оркестар кој што свират гајдаџи. Џим е диригент, практично како шеф на... Да, главен мајстор на тој огромен, па не знам, кога ми покажа сликата, беа некои гајдаџи од 50-60 гајдаџи, кои што свират и сите облечени во нивни традиционални шкотски носи. И Џим е како раководител на тој оркестар. И прекрасно, имавме прекрасна соработка и со Џим. Ова е на некој начин посебна гала вечер која што го гледаме се, така? Баш... Ова е сега во турската резиденција, ден пред тоа беше во нашата амбасада, во центарот на Лондон, и ова е на крај како требаше сите тројца да отсвириме нешто заедничко, меѓутоа Џим, Мустафа и Сашко. Да, Џим не ни се приклучи затоа што не можевме да најдеме некоја заедничка мелодија, меѓутоа со Мустафа најдовме и тоа е една позната наша. Па еве сега, ој девојче. Таа е една песна која што има направен еден филм за чие... Збориме за познатата ој девојче. Така е, таа. Сега има еден филм чија таа песна каде што е еден етномузиколог од Бугарија кој што живее моментално во Франција, во Париз, почнува со некоја турнеја во Истанбул и ја слуша познатата мелодија. Ој девојче. После доаѓа тука во Македонија и слуша истата мелодија, нормално со различен текст. Па во Албанија ја слуша, во Бугарија, на Србија и така постанува тој филм Who is this song? Чија е таа песна. Да. Кога му кажав на колегата од Турција, вика, да, ја знам, ќе отсвириме.
Браво. Да, и да, ни беше практично како заедничка точка која што и музички јазик кој Да, што не да, познава кој граници. познава граници, нема ништо, бариери. само се отсвиравме и тоа без со една нормална Никаква проба пред посебна, не знам, да, што беше. ништо не беше посебно. Проба пред настапот беше. Сашко, едниот гостин беше од Турција, другиот од Шкотска, вие од Македонија. Така. Има ли разлика во звукот на гајдите од Шкотска, од Македонија и од Турција? Па- Може ли обичен човек да направи некоја дистинкција? Или Сега едноставно зависи инструментот... од каде ќе биде човекот. Ако биде од Македонија не може да не направи разлика помеѓу шкотската и македонската гајда. Ако дојде некој, не знам, друг А самиот инструмент се разликува по нешто од таму и од овој? Па да, инструментот како инструмент, значи сите и ова е практично колегата од Турција што свираше тулум, они го нарекуваат тулум, кој што е да налик на гајдата, меѓутоа го нема овој рок кој што свири брчалото кој што Збориме за ова, да. Така. Во нашата имаат традиција има покрај овој кој што свири 2 октави пониско од ова мелодиска цевка, ова се нарекува мелодиска цевка, практично целата мелодија се изведува на ова. Ова е гајдарката. Имаме уште едно помало делче кое што свири па за октава повисоко од ова. И практично имаме троглас, се појавува троглас на гајдата, меѓутоа унифициран и стандарден начин е овој со двоглас, со мелодиска цевка и еден бордон кој што брчи цело време и држи еден тон кој што се нарекува исо или бордон. Тулумот кој што го свиреше колегата од Истанбул, од Турција, е без брчало и едногласна. Меѓутоа има тие на самата гајдарка си имаат како нашите двојанки имаат 2 цевки практично кои што го држи бордон. Шкотската нормално има како нашата што кажав со трогласна и тие имаат едно брчало кое што е големо и едно среден. Меѓутоа не ти представа проблем да земеш и шкотска гајда и сега да Па или? да. Али би требало малку да се проба. Адаптација, веројатно, Да, мала. адаптација треба, да. Така. Да, имено ќе споменеме дека по овој настан како ќе го доживееш само Лондон вака испакувано во твојата меморија, фина си поминавте генерално? Па прекрасно поминав, имав едни прекрасни денови, 4. И почестен. Да, и почестен, дефинитивно, со сите почести. Едно огромно благодарам до амбасадата, македонската амбасада и нашата амбасадорка Катерина, која што се погрижи да биде се тоа безпрекорно средено. Лондон како Лондон, знаеме, убав град кој што можни милион дешавања во еден ден. Да, тоа е... Денот кога дојдов предходно, практично пред 23 на 22 Симон Трпчевски имаше концерт во 1 сат во Меѓутоа баш тогаш требаше да имаме ние проба и не можев да присуствувам на концертот. Вела дека тоа е колепката на диверзитетите, мислам сепак Велика Британија генерално особено па. И немала работа таму да се стигне. За дојдом. Да. И што велиш ти во сред попладне Симон Трпчевски има концерт. Практично тоа ми беше зборот преку целиот ден, не само навечер, има што да се види, има случување. За разлика од тука некои политички собери, меѓутоа треба да се... Не знам дали Лондон ќе го ставиме на страна, само сакав да прашам и за носијата, бидејќи и тоа е автентично. Не си представник само на гајдата, туку си представник и на... Така, на традиционалниот За каква носија станува збор? Конкретно во ова носија која што сум облечен на сликите што ги гледаме во Лондон е традиционална носија од Скопскиот регион, поточно од Скопска Црна Гора. Таа си е лично моја носија и така некако ми е најдубава, најпрепознатлива и секаде кај што одам си ја користам таа носија. Меѓутоа има и доста други, има и од Источна Македонија, има од Малечевскиот регион, од Галични, Кохридско има многу прекрасни носи.
таа си ја емисија користам. Лична ти е, да, драга. Лична моја. Лично имаш дома колекција од неколку гајди носи? Си правиш или? Носи, ние имавме пред еден извесен период ансамбл, Центар за едукација на македонски фолклор, Митеви, со сопругата, кај што од 2010 па до пред короната имавме годишно поминуваа преку од 200 до 250 дечиња на територијата на Газибаба. И имавме доста носи, меѓутоа пред короната прекинавме со тоа и расчистивме со носиите. А во домашна колекција гајди има неколку или? Гајди, инструменти, тоа е за тоа не знам колку. Еве едно ние каде може да снимаме во вашиот домашен музеј. Да. Кавали не знам веќе колку, затоа што јас се водам како инструменталист кавалџија во националниот ансамбл танец. Ми се постава прашањето, види ке споменавте сопругата, дали и таа се бави со музика? Таа е по струка биолог, меѓутоа има доста играно во културно-уметничко друштво и е кореограф. Сега практично заедно бевме во Словенија, каде што одржавме еден прекрасен семинар. Може да го погледнеме сега кои колеги видеото од Словенија, ова е последното патување. Ова е последното патување пред една недела, викендот, кој што се одржа во... Што беше поводот за патување таму? Поводот беше во Нова Горица, практично ова сега видео е кај што играат децата границата помеѓу Словенија и Италија. И сега пола играат во Италија, пола се во Словенија. Да, затоа што... Колку символично убаво. Да, Нова Горица и Гориција во италијанскиот дел во 2025 година беа Европска престолнина на културата. И преку цела 25 година, значи буквално секој ден се има случување во или во Гориција или во Нова Горица, која што е Нова Горица во Словенија, а останатото е во Италија. Во Италија. Кај што играат децата, сега има позади таму еден терен за тенис кој што е во италијанскиот дел практично. Тоа е во Италија. Интересно, сериозно да гледам. И поводот беше проект од едно македонско културно друштво кое што се нарекува Охридски бисери. На покана на нив одржавме 3-дневен семинар каде што првиот ден имавме представување на традиционалните носи преку видеобим и инструменти. И вториот и третиот ден беше практично играње на македонски познати традиционални ора, да. Прекрасно. Сашко, како ја гледаш можеби иднината на македонската народна музика, дали има простор за иновации без да се загуби автентичноста денес? Бидејќи пак ја кажам, долги години си во што се вели во првите редови на националната установа танец. Пошто сме препознани 25 години. 25 години, па тоа е речиси четврт век, сам баш онака. Точно на 1 декември сега ќе наполнам 25 години. Нека ти се множат овие години, сериозно. Уште како студент практично тргнав таму во танец. Како прашањето беше како ми се гледа да се задржи автентичноста, а сепак да речеме ние постојано сакаме и бркаме некакви иновации во музиката, да не биде нешто здодевно, а мене пак кога ќе слушам нешто традиционално звук, независно дали тоа музика или филм, не секој пат ми дава некој спокојство дека се чува нештото тука како едно културно национално богатство. Па треба да бидеме доста мудри и треба да знаеме како практично според мене и моје гледиште треба да знаеме како да ги вклопиме тие наши традиционални инструменти кои што нормално кога ќе го слушаме тој звук будат кај сите посебни емоции. Треба да според мене треба да ја задржиме автентичноста. На пример на гајдата во тој еден изворен оркестар кај што ние веќе можам да кажам дека во години што и помина 10 направивме еден убав изворен оркестар во ансамбл танец во кој што кога одиме ние одржуваме целовечерни концерти само со изворни инструменти. Меѓутоа пак да не останеме само на тоа, да знаеме и да ги вклопиме во современиот инструментариум, во нормално и во електронските инструменти и да знаеме тоа да го продадеме на светот.
Како не? Затоа што ако останеме затворени само тука кај нас нема. Ова беше добра прилика сега во Лондон. Како не, рековме со Цеце веднаш, ова е тема која што треба да се... Имаше, значи, буквално, од кога заврши презентирањето, во нашата амбасада имаше представници од цел свет. Од конзулати, имав настап од 1 сат до 1 мислам дека беше, и после вечерта од 7 за македонците. Првиот дел беше за буквално странци. И како реагираат тие? Па супер, доаѓаат да го видат, да се сликат, мислам, буквално бе таму. Да. Воодушевени се. И нормално и од Шкотска. Меѓутоа, тоа ми е, знаеш, повеќе слушано на шкотската гајда ми може да кажам попознат сега. Па еде, се изфорсирале може шкотите за разлика од ние кои што сега добро, треба да учиме нешто од да, треба да учиме и како треба кога да знаеме да го испласираме тоа и да го продадеме. Иако станува збор за традиционален инструмент, сепак да не дозволиме тоа никако да изумре, туку напротив, дури комерцијално постојано да се промовира и на овој начин, ова е вистинскиот начин, исто како твоето патување во Лондон. Значи, еве сега и во Словенија кај што бевме, значи имаше не само македонци, имаше словенци, имаше и италијани, кои што беа таа страна на границата, меѓутоа тоа е еден град сега. Тие се италијани и има интерес кога ќе го слушнат, ќе дојдат, значи не може да секој кој што посебно странец кој ќе дојде, да, се интересира, ќе види, нема некој што може да остане равнодушен на звукот. Тоа е дефинитивно буди интерес. Како и да е. Со супругата и веќе покрај тоа во Словенија неколку одржуваме семинари низ цела Шпанија. Буквално последните 4-5 години цела Шпанија имаме превртени, тоа само за шпанци. Семинари за? За изучување на традиционални ора и инструменти. И значи колку сме ние не знаеме, значи луѓето колку се таму заинтересирани за македонските ора, тоа нешто го одржувате тој жив проект? Да. Еве сега во 26 имаме веќе 2 покани каде што ќе присуствуваме во Аликанте и во животот ви е вистина песна. И во Валодолиц. Значи сме последен семинар кој што го државме беше во Сарагоса. А зошто токму Шпанија, Сашко? Веројатно поради интересот кој што го... Каква е поврзаноста? Така, поврзаноста... Или нема поврзаност, има само интерес? Поврзаноста ми се појави сосем случајно пред неколку години со еден менаџер. Па не, така, наш менаџер е. Антонио, кој што е шпанец од Аликанте и се запознавме тука во Македонија, во ресторант. Кога некој работи, универзумот и тоа се запознаваме ден пред он утредента да лета. Да, и така, вика па, а јас 2006 имам нисто одржуван семинар во Билбао и му кажам дека сум бил во Шпанија, па вика да, и јас имам група, вика дали ќе сакате да дојдете? Колку прекрасно. Да. Зошто да не и така од тогаш тргна и не се знае што носи денот и каде ќе ни се кои се нови патишта и хоризонти ќе ни се отворат. Универзумот Бог работи за нас. Иако кога сме кај танец, што значи да се биде дел од ансамбл со една таква долга успешна историја? Затоа што вистина тоа е нашиот традиционален бисер. Да. Па значи пред се работата е одговорна. Мора да знаеме кога ќе застанеме на сцена, знаете како, имаш соло дел кај што треба да го отсериш и тука нема простор за отстапки се. Сега нормално живи луѓе сме, може нешто, ама тоа фала Богу до сега не ми се случило. Затоа што па и гајдата како инструмент е малку знае да залепи писката и да престане. И тука нема. Во сред концерт. Во сред концерт, да. Јас се и на најпознатиот гајдаџе Пеца Танасовски му се има случајно, јас имам гледано на снимка во македонската телевизија што ќе залепи писката и не свири. Тоа каде се случува обично? Тоа е во гајдарката, да. И што се прави во тој момент? Па ништо се остава малку да издиши и пак тоа е тоа. Почеток. Да, од почеток. Ова е практично писка клучна која што ако сака може да те остави на цедо. Добро, ама ако си долги години со гајдата, ќе знаеш како. И пракса, знаеш, ти веќе
ќе влезеш во суштината и знаеш кога она може да нешто да... И колку може и како Дали може. денеска од оваа страна можеби Цеца и јас како медиумски работници, како фанови да речеме на танец, ќе кажеме да вистина е бисерот, меѓутоа дали вистина се уште го одржува тој престиж и да кажам таа достоинственост танец после толку години да остане конзистентен со иста жива материја, со иста публика, постојано, иако може ќе се смени публиката, нови генерации ќе дојдат, ама постојано има, да речам, аплауз. Па Не го губи, да речам, интересот и квалитетот. Не се губи интересот, затоа што и самото име кое ќе се каже танец, нормално е, сега последниот концерт ние имавме во Куманово, во Центарот за култура Трајко Прокопиев и беше полна салата. Може не, ама салата беше преполна и нормално, аплауз, бис на крај, така. Луѓето, посебно во Македонија, кај што во помалите места, значи верувате, нема место кај што ќе се појавиме да не барат бис. И да речеме, има нови млади членови, момчиња и девојчиња во танец? Има, да, има сега во делот на играчите се повеќе се ротираат затоа што они се со бенефициран стаж и се менува. Сега пред извесен период се вработија тројца помлади колеги, ако не се лажам. За разлика од инструменталистите? Да, ние си тераме до 60 и колку години. До пензионирање, да речеме вака формално најде. Формално и така. Меѓутоа во последно време се зголеми интересот, да, интересот и оркестарот. Имаме веќе еден убав народен оркестар во кој што се изведуваат сите кореографии со прекрасни аранжмански обработки, безпрекорно. И исто така се вработи и нов колега сега, е конкретно Гајдаджија пак, кој што од Велес, практично ние сме сега четворица на дувачки народни инструменти. Колку Гајдаджи има во танец? Ние... Или свирите повеќе инструменти, така? Така. Мора да... Затоа што сега сме четворица, меѓутоа пред извесен период беше само еден колега кој што исто изработил инструменти од Скопско Виниче, Стојанче Костовски, и беше сам. И сега мораш да свириш и кавал, и гајда, и шупелка. Потоа јас дојдов, се растерети он. Сега сме веќе четворица кај што може, затоа што имаме кореографии кај што мора да се префрлиш од свирење на, да речеме, на гајда на кавал. Сега, знаете како самото дување амбажурот на дувањето на гајдата, за рок од 2 секунди ти треба да го земеш тој инструмент, не можеш да извадиш тон на кавалот. Па од кавал треба да се префрлиш на шупелка. Така. Кој е најдолгото свирење кое што сте го имале, можеби на... Не знам, велите нели некогаш од гајда на кавал, меѓутоа дувачките инструменти навистина бараат огромен потенцијал. Потенцијал, да. И нели начин тоа да го манифестирате на најдобар можен начин. Кога имате концерти целовечерни, тоа е веројатно многу предизвикува... Изискува енергија, да. Изискува енергија, да. Меѓутоа, кога имаме целовечерни концерти, не е целиот терет само на еден, затоа сме голем оркестар, кај што целата работа, целиот концерт е поделен, така да практично се знае едно соло дел во кореографија кој што превладува, например, гајдата или виолината или хармониката, тоа е до минута време. Така. А колку може да се свири на гајда, па може на гајда, затоа што, како што кажа Марко, го дуваш и целото дување го контролираш со рака. Кога дуваме само на целиот инструмент. Многу пати се случува само на гајдарката да свириме, тогаш е понапорно. Затоа што треба директно да дуваш во мелодиската цевка која што се нарекува гајдарка. Кога свириш на цел со кожа и на целиот инструмент е малку полеснително, затоа што го издуваме ние воздухот во мевот и после си го контролираме со рака. Малку треба да
најбиеш И мускул. да вежбаш рака малку. И да Да. си во кондиција. Така, Да, да. Сашко, што ве очекува до крајот на годинава, не само со танец, бидејќи настрана Шпанија. еве Секако е тука. То- Шпанија 2026 рековте. 26-та, да, 26-та Но до крајот сега. на оваа година некои позначени вака настапи, можеби работи кои што ќе ви се случуваат, да ги споменеме. Па до На што крајот сте на фокусирани? оваа година сега имавме еден циклус на концерти со ансамблот низ градовите. Низ Македонија. Низ Македонија, да. Сега кога бев баш во Лондон се погоди танец, имаше една балканска турнеја во Виена и во Хрватска и во Босна, меѓутоа јас не бев во можност да присуствувам. Ќе бев, да, ќе нормално ако не бев таму, ќе бев во со танец. Сега следно е новогодишниот концерт кој што го спремаме со ансамбл танец. На тоа вистина би сакал баш да присуствувам. Па еве веќе е определен, мислам дека датата е 20 или 21 декември. Супер, тоа е за 2 месеци од сега. Да, и се спремаме за тоа. Сега на празникот на 23 имаме настап во Македонската опера и балет за денот. утрешниот? За утрешниот 23 октомври? Да, утре. Утре, да ги каниме тогаш. Да, утре имаме концерт. И така имаме измеѓу некои други настапи, меѓутоа сам не ги памтам, верувајте. Е легитимно да заборави со оглед на Богатата ангажманите и агенда. богатата агенда. Да, има Сериозно. доста ангажмани, Може ли пред да се одјавиме, може уште едно прашање, две на крај, меѓутоа да се одјавиме со уште едно музичко парче од Сашко Митев и неговата Душа и Гајда? Нека биде повторно по твој избор. Што ќе ни отсвериш вака, ако треба да дадеме некаков работен наслов? Па, еве, првично, секој пат кога се свири на Гајда се почнува со една слободна импровизација. Тоа е Почетокот на нештото. Почетокот да си го Трасираш каже, патот. да си ја каже својата мајсторија изведувачот, а понатаму, па не знам, ајде ќе отсвириме Гајдар скоро. Одлично. Така што за сите кои што гледате, Сашко Митев ни беше почесен амбасадор во Обединетото кралство, во турската резиденција, да ја промови македонската гајда. Така што за вас, уживајте. Кои три зборови најдобро ја опишуваат македонската гајда, како епитети кои што би ги доделил и вистина, ако треба да им порачаш на младите кои што се заинтересирани за народната музика за гајдата, кој би била пораката токму од Сашко? Па пораката би била да, значи мене ми е мило кога ќе видам млади деца, колеги кои што се свират, кои што се занимаваат со тоа, нека бидат упорни. Инструментот бара посвета, инструментот бара да се посветиш на него, бара енергија да му посветиш, затоа што ако го малку, ако се осети заоставен,
ќе те зафракне тоа што кажавме, значи писката ќе се исуши и нема да свири. Само макотрпна работа и само посветеност ќе те донесе до посакуваната цел. И ќе те прошата далеко низ светот. И ќе те прошата далеко низ така низ светот. И ќе те исполни душата. Меѓутоа мора да знаеме дека не треба да одиме со дека ние мора да патуваме. Треба да се осеќаме убаво кога го свириме тоа и тоа што го работиме. Нормално јас имам да имам среќата да го работам тоа што го сакам и да го работам за тоа што сум се посветил до сега, барем целиот живот. Гледајќи те, слушајќи те и додека видеа овие инсерти од тебе, само свативме дека љубовта која што ја имаш и ја поседуваш за гајдата и за македонската културна традиција и генерално, нели, сето тоа твое уживање со танец покажува за целосното твое посветување на животот на ова културно богатство. Така што ќе ти заблагодариме од цела македонска јавност за тоа што го правиш. Ви благодарам на вас на поканата. Ми беше мило и чест што присуствував кај вас во емисијата и се надевам дека ќе се видиме повторно за некоја друга прилика. И секогаш за убави работи. Да, за убави работи. Ние секој пат велиме, ова се приказни кои што заслужуваат медиумски простор, така што се надам дека ти беше и удобно да го представиме се тоа како една приказна твоја. Така е. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме, Сашко.